Психолозите се постојано на терен, откако трагедијата во Кочани создаде психички последици. Дури 30 во моментот од утрово работат во Кочани, а во Штип 10. Психологот Емилија Бошковска рече дека паралелно на ова, тие како стручна служба формираат групи со наставниците, а се работи со вработените во градинките и основните училишта. Засега првично се работи со оние кои што имаат приоритет. Постојано сме на терен, има над 30 во моментов, има над 30 во Кочани од Савајратот отидани, во Штип сме 10. Ги распределуваме силите, работиме тимски и ги распределуваме првично по приоритет, затоа што не може да стигнеме и ќе им пречиме нормално веќе во наставата, доколку цело време сме тука. Но редовно оставаме некои од тимовите да остане на факултетот и секој што сака индивидуално, ова нормално важи и за возрастните, не само за младите, имаат можност да дојдат во советувалиштето таму и за индивидуално да разговараат со некои од колегите. Работевме паралелно, значи беа формирани групи, исто така и со наставниците. Се работи со вработените во градинките, во основните училишта, не се само средните. Значи се обидуваме секаде каде што е кризно, особено тие лица кои што работат со млади, да бидат претходно да поминат еден краток дебрифинг и да знаат дека сме тука за сите што имаат повеќе, што се засегнати, нели да знаат каде може да се обратат. Една од причините зошто младите имаат потреба од разговор според Бошковска е затоа што дома во семејствата не се зборува за чувствата. По истата причина тимот од психолози формираат групи за да учениците би се чувствувале позаштитено, додава таа. Но од причините зашто е тоа така е веројатно затоа што дома во семејствата не се зборува за чувства, што е едно не е само тоа нормално, но меѓуврсниците се чувствуваат подобро и затоа ги правиме групите каде што они би се чувствувале и позаштитено, да добијат чувство дека се еден за друг тука. И зборуваме пред се за чувствата, за она како се чувствуваат во овие моменти, како да ги најдат, да им помагаме да создадат одбранбени механизми. Имавме после шокот и љутина, и тоа е нормална емоција. Почнува периодот на тага, нека сите, пак ја кажам, се е индивидуално, но ги пратиме. Значи, од ден на ден се менува состојбата и тука сме за се што доаѓа поред, па дури и за таквите состојби, анксиозни состојби, депресивност и слично. Според психолозите, трагедијата е колективна траума и секој е различен и е во различен степен засегнат. Истакнуваат дека целото општество е афектирано после трагедијата, па затоа настраданите секој во своето темпо ќе се заздравува. Засега има пријавено доста психолози и истата бројка е околу 130.